Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате: што ја одбележа минатата 2020 година, осврт на телевизија Кисименада. 2020 тешка година и за општина Брвеница. Градоначалникот говори за предизвиците од минатата и очекувањата во новата година. На планина да се оди во организирани тури со планинарски водичи, особено за време на зимскиот период. Убаво е да се види дека 2020-та веќе ја нема, но исто така како што е редот се потсетуваме на настаните што ја одбележаа. Конкретно за Гостивар, со оглед дека и во време на пандемија екипата на ТВ Кисименада секојдневно беше на терен и ги следеше сите актуелности. Еве ја новата, чиста 2021 година. Нов ден, нова нафака, вели поговорката. Така нека биде и со новата година, посакуваме ние. Оти таа, што ја оставивме зад нас, беше навистина лоша, со ковидот во преден план. Страв, стрес, пасомнежи, недоверба. Преовладуваа измешани чувства, но никому не му беше сеедно. Оти сепак сите сме од крв и месо. Убаво е да се види дека 2020-та веќе ја нема, но исто така, како што е редот, се потсетуваме на настаните што ја одбележаа. Конкретно за Гостивар, со оглед дека и во време на пандемија, екипата на телевизија Кисименада секојдневно беше на терен и ги следеше сите актуелности. Како да беше невозможна мисија да се избегнат вести за корона. Вирусот едноставно влезе во сите пори на животот. Броевме ново заразени, се соочивме со карантини, докторите станаа херои кои деноноќно се борат со непознатиот непријател. Добрите моменти од пандемијата ги пренесувавме преку објави за многу хуманитарни акции, донации за сиромашните и загрозените. Гостивар повторно покажа дека е град на хуманоста и сплотеноста. Минатата година турнавме и пандемски избори, под маски, со протоколи, дистанца. Главно за Гостивар изборниот процес помина мирно во демократска атмосфера. Убава вест во време на ковид пандемија ни дојде од светот на автомобилската индустрија и еден млад гостиварец. Странската компанија Електра лани изработи прототип на автомобил со дизајнерски подпис на 30-годишниот Михаел Мерклер од Гостивар. Нашиот дизајнер продолжи со успех, па веќе е во седиштето на фирмата во Либан како дел од нивниот креативен тим. Кога сме кај успесите, вреди да се спомене признанието научник на годината, кој од председателот Стево Пендаровски го доби гостиварецот Кимет Јусуфи. Тој е доктор по физика, од неодамна доцент на Универзитетот во Тетово, истражувач и автор на бројни научни трудови во странски списанија. Во освртот за минатата година би споменале некои значајни проекти и инвестиции во Гостивар. Во септември беше отворена нова детска градинка. Се вика Сонце, се наоѓа во Долна Бањица и има капацитет за згрижување на 60 на дечиња. Реновирани и подновени беа и веќе постоечките градинки. Во 2020-та Гостивар доби атрактивен спортско-рекреативен центар долж кеот на Вардар. Просторот е модерно опремен, а особено важно е што се поставени реквизити за деца и лица со посебни потреби. Едноставно, пријатно катче за прошетка и спортување. Во реализираните покрупни зафати го издвојуваме и целосно реконструираното хируршко одделение во болницата. Пациентите сега имаат современи услови според европски стандарди. Би сакале да потсетуваме само на позитивните моменти, но животот носи и трагедии. Гостивар лани го загуби младиот доктор Трајче Нешковски, кој загина трагично во сообраќајна несреќа. Зборовите се излишни. Беше хуман човек, максимално посветен на професијата и пациентите. Нешковски посхумно беше прогласен за почесен граѓанин на општина Гостивар. Несомнено, Стоп Русино е белег на Гостивар за ланската година. Борбата против Русино да продолжи да биде регионална депонија за полог почна со активирање на граѓаните преку социјалните мрежи, па протести низ улиците и двомесечна блокада.
Граѓанските активисти не дозволија отпадот од другите општини да се носи на Русино. Преговорите резултираа со договор за почеток на работа на регионално јавно предпријатие и скратување на рокот за дислокација на депонијата на 5 наместо на 10 години. На 11 ноември 2020 година гостиварскиот регион беше погоден од силен земјотрес со јачина од 5 степени по Рихтеровата скала. Сеизмолошките станици го лоцираа епицентарот во мавровското село Леуново. По првичниот потрес во 4 часот и 54 минути следуваа уште неколку со послаб интензитет. За среќа, сето тоа помина без повредени и жртви. Сепак, тоа утро гостиварци ќе го паметат по земјотресната вознемиреност. Ако треба да зборуваме за културно-забавниот дел на 2020-та, нема што многу да се каже, меѓутоа не е и без ништо. Гостиварски театар ја одигра трагикомедијата Полковникот Тица пред домашната публика. Под протоколи се одржа 4-тото издание на меѓународниот театарски фестивал Отело, како и музичкиот фестивал Парк повтор пат. Се одбележаа и 2 јубилеи, 70 години од формирањето на културно-уметничкото друштво Браќа Гиноски и 10 години постоење на конзерваторскиот центар во Гостивар. Ова беа од прилика на станите, состојбите и моментите по кои Гостивар ќе ја памети 2020 година. Лично, секој од нас си носи своји. Дај Боже да биле што повеќе среќни. Како и да е, има нешта кои никој не може да ви ги земе. Надежта и оптимизмот. Зачекорете сони во новата. И верувајте, 2021 нема да биде ни најмалку иста како онаа лошата, која конечно си замина од нашите животи. Нека ни е на здравје. 2020 била тешка година и за општина Брвеница. Поради прекин на дотациите не се реализирани капитални проекти, но сепак биле довршени веќе започнатите, вели градоначалникот Енвер Пајазити. Градоначалниче, како ќе оцените 2020 година, кои активности беа реализирани во оваа година и што очекувате од идната? Вистина беше тешка година, значи, но ние се потрудивме да создаваме една атмосфера, тука немало застој во работењето, колку за да се одржи она кондицијата и да создаваме кај граѓаните една верба, да не паѓаме во онај, да кажемо, депресија или страф, во ништо не функционира. Исто така вложивме бајќи труд преку штабот за менеджирање со кризата, направени се проследени или па сите тие препораки што беа од страна на Комисијата за заразни болести, ние ги спроведувавме на терен. Исто така сме имале доста ситуации кога сме требале директно да делуваме по основна превенција и преземање мерки за пандемијата. Углавном, вака можем генерално да кажувам дека поред сите овие потешкоти со кои се соочуваме, јас сум задоволен како една календарска година. Ипак доста работи се завршени. Во село Теново имавме во Милетино низ селото, па и од Милетино до Блаце. Исто така го завршивме како последна од овој проект патот во Челопек, што ги врзува двата села и така го викаме ние накај гробишта. Тоа не е пат, тоа веќе личи на еден булевард, што е километар и некаде и 100 метара, со вистина со канал за атмосферските води на двете страни, со тротоар, со 5,5 метра траса, широчина на трасата. Околу тоа се посадија дрца, така да стварно тоа заличило. Кај што сме копале за канализација, исто сме смениле и водоводна мрежа, бидејќи на многу места е застарена, тука во Брвеница и во Седларце.
бевме доста посветени околу градинката што се градеше, како во онај дел што е другиот дел инфраструктурниот што требаше ние како општина да ги завршуваме, приклучок на вода, на канализација, ортикултурно уредување и оградување и така натамо. Значи сите овие работи се завршени благодарение на собствените средства што ги остваруваме од собствениот приход. Исто ми е како општина многу вложивме труд околу градежното земјиште, градежно изградено земјиште, да ги парцелизираме тие парцели, да припремаме за јавно надавање. Некои од нив ги дадовме на јавно надавање, но процедурите се многу бавни и така да и од тука очекувам прилив на средства. Ако се реализираат сите тие работи, мислам дека и тоа што е ветено и тоа што не е ветено ќе се заврши. Имаме започнато уште пред 2 години проект, еден пилот проект со ЕВН Македонија, дислокација на столбовите низ главните улици, значи се работи и за далеководи и за нисконапонската електрична енергија и ги сите тие, значи го преместуваме подземно. Што беше направено во областа на образованието? Во Милетино изградивме еден анекс во школото. Во Челопек, Централното училиште, сменети са реновирани сите јазови. Во село Седларце инсталиравме ново парно грејење. Во село Теново сменивме прозорите од дрвени во ПВЦ. Во Челопек, во Централното училиште, за жал уште грејењето е со ќумбиња, значи на дрво, и ние ова година објавивме јавна набавка за поставување на централно парно грејење. Се очекувам исто така и во централното тука во Брвеница да има санација, бидејќи таму имаме аплицирано во еден повик од страна на владата. Мислам дека по нова година и тоа ќе се реализира, но ние никогаш не сме се базирали на средствата кои се само како донација или како извори на финансирање од централна стално. Ние сме кофинансирале проекти за да се завршат сите проекти целосно. Ви благодарам многу на разговорот. Благодарам и на вас, на вашата телевизија. На планина да се оди во организирани тури со планинарски водичи. Зимските услови на планините се сурови и препорачливо е секогаш да се биде во група со обучени луѓе за да не дојде до несакани последици. Ова го препорачуваат од планинарскиот клуб Љуботен од Тетово, а неговите членови денес на 2 јануари традиционално се искачуваат на Љуботен. Во минатата 2020 година движењето беше ограничено со рестриктивни мерки, но движењето на планина дури беше и препорачливо. Голем број граѓани спасот од секојдневниот стрес го гледаат во планинарењето, а со оглед на појавата на пандемијата во минатата година, оваа активност стана уште повеќе практикувана. Од планинарскиот клуб Љуботен велат дека добро е што заинтересираноста кај луѓето за планинарство расте, но препорачуваат луѓето да се зачленуваат во планинарски клубови и да планинарат во организирани групи и со водичи. Препорака за тие што сакаат да одат на планина да бидат членови на некој било кој планинарски клуб, не мора да е нели ако се Скопје, Тетово, да бидат било каде членови, затоа што кога си член некаде има ред и се знае како се движи планина. Така и ние од нашиот од планинарскиот клуб Љуботен оваа година активностите нели сме зборувале тука дека имаме нели на локално, на државно и на интерно ниво. Ние сите активности ги направивме на интерно ниво. Значи, секој што си беше член на планинарски клуб Љуботен, во недела кога имавме активности, си ги држевме. Кога беа они строги заштити, тогаш не се движевме на планина, но нормално дека се движевме на планина, организиране на интерно ниво. Согласно препораките кои што беа дадени од страна на државата. Јован Божиновски од ПК Љуботен додава дека во 2020-та не достигала масовноста на организираните тури, но сите планирани тури планинарскиот клуб ги реализирал, како на пример искачувањето на Титов врв со почитување на протоколите. Донесовме одлука, доколку мерките прекинат, ние ќе си го организираме настанот и тогаш ќе се броje како организиран настан. Но доколку не, ние како членови на клубот ќе се искачиме, нели интерно ќе се искачиме, колку бевме 200 на луѓе бевме
до врвот, но нема да го правиме како традиционално затоа што нели целта на тоа традиционално искачување е да соберат луѓево и да дојдат. Традиционално на 2 јануари од клубот се искачуваат на Љуботен и ја отвараат сезоната за престојната нова година. 245 фирми зеле субвенција, не ги исплатиле вработените за ноември. Имаат рок од 7 дена, пошто ќе следи присилна наплата. Директорката на УЈП Лукаревска рече дека овие компании се од 3 града: Скопје 73, Тетово 21 и Гостивар 10. За ноември 2020 година поднесени се 13.851 барање БФП-ИП/2 и на 13.178 работодавачи е исплатено вкупно 1.042.448.344 денари за вкупно 65.950 вработени. Со состојба на 29.12.2020 година 596 работодавачи кои што примија финансиска поддршка во износ од 36.655.907 денари не ја исплатија ноемвриската плата на 2.421 вработен. Но со состојба 31.12.2020 година бројката се намали на 245 работодавачи кои што примиле финансиска поддршка за месец ноември 2020 во износ од 12.208.833 денари и не ја исполниле обврската за исплата на плата на 782 вработени. За овие 245 работодавачи се изготвени и доставени опомени за неисплатена плата. За работодавачите кои по доставената опомена нема да извршат исплата на платата и уплата на социјалните придонеси во рок од 1 седмица, ќе следи спроведување на присилна наплата на плата со блокада на парични средства на нивните трансакциски сметки и пренос на средствата на сметките на вработените лица и на уплатните сметки за јавни приходи. Со опомена за неисплатена плата за месец ноември беа опфатени уште 351 работодавач и истите имаат извршено исплата на платата по добивање на опомената од Управата за јавни приходи. По региони, најмногу фирми што не исплатиле плата се од Скопје 73 фирми, Тетово 21 фирма и Гостивар 10. Пандемијата на COVID-19 која го погоди светот минатата година ја потенцираше потребата од координирана и брза реакција на сите чинители, вклучени во процесот за справување со кризи. Така во Македонија беше активиран системот за управување со инциденти на следната генерација или скратено НИКС. Во продолжение слушнете Next Generation Incident Command System е правиот назив или НИКС како ние го нарекуваме. Започна 1 декември 2016 година. Имено се работи за проект НАТО SPS, Science for Peace and Security, или наука за мир и безбедност одделот, каде што заедно со партнерите од Соединетите Американски држави, збориме за Massachusetts Institute of Technology или MIT, Линколн лабораторијата поточно, и колегите од регионот, нашите сродни институции од Република Хрватска, Република Босна и Херцеговина и Црна Гора, на 1 декември 2016 и официјално го почнавме проектот за имплементација. Што всушност представува НИКС? НИКС представува веб-базирана алатка која што овозможува командување, координација, соработка и комуникација во склоп на системот. Имено и досега постоја алатки кои што се употребува, но ниедна не овозможуваше командување. Она што на Центарот за управување со кризи или поточно на системот за управување со кризи му треба, насушно е НИКСот или алатка која што овозможува и командување во склоп на своите институции. Софтверот кој што базично се користеше, со кој што и започнавме на почеток, е изработен од MIT, Линколн лабораторијата, збориме Massachusetts Institute of Technology, и истиот се користи во Соединетите Американски држави. Значи, Emergency Response институциите и Federal Emergency Management Agency и останатите го користат истиот модел. Она што ние почнавме, значи како базичен модел или базичен софтвер, беше истиот кој што веќе се користи. Она што на кое што работиме е прилагодување према нашата законска легислатива, за да може да одговори на потребите кои што се
во Република Северна Македонија. Она што би сакал да го истакнам и што е интересно е социјалните медиуми не постојат во базичниот софтвер кој што беше изработен и кој што се користи во Соединените американски држави, кој што не е наш производ и ќе пробаме да го финализираме. Имено се работи за можност да социјалните медиуми во зафатеното подрачје од непогоди да бидат мапирани на карта, да се види каде се наоѓаат. И вториот дел кој што е многу покомплексен во делот околу и се работи за artificial intelligence или вештачка интелигенција, за да софтверот овозможи и да покаже кои се вистините, а кои се лажни во тој дел, за да не се трушат ресурси, тоа е спраќање на единици за спасување во тој дел. Во продолжение следуваат информациите од полицијата за активностите кои биле спроведени овие празнични денови. Слушнете ги деталите. На 31 декември во 13 часот и 30 минути во полициска станица Гостивар било пријавено дека под мост помеѓу селата Чеграни и Тумчевиште во реката Вардар бил забележан човечки труп. Од противпожарната единица од Гостивар телото било извадено и направен увид на местото на настанот. По наредба на јавен обвинител телото е пренесено во медицински центар Гостивар за натамошна постапка. Во периодот од 22 часот и 55 минути на новогодишната ноќ до 1 часот и 40 минути по полноќ, полициски службеници од СВР Тетово спровеле акцијска контрола во угостителски објекти казино во село Жеровјане Тетовско, кои работеле по дозволеното време и во нив престојувале гости. При тоа од слобода биле лишени 30 годишникот село Боговиње Тетовско и 29 годишникот Тетово, одговорни лица во објектите. Тие биле задржани во полициска станица за понатамошна постапка и ќе им бидат изготвени записници по член 206 од кривичниот законник поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело, непостапување според здравствените прописи за време на епидемија. Исто така во објектот бил приведен и 50 годишникот село Форино Гостиварско поради агресивно однесување и непостапување по наредба на полициски службеник. По целосно расчистување и документирање на случајот ќе следи соодветен поднесок. На новогодишната ноќ во 23 часот и 50 минути полициски службеници од СВР Тетово лишиле од слобода 57 годишникот село Порој, сопственик на угостителски објект на улица Маршал Титово Тетово, кој работел по дозволеното време и во кој престојувале неколку гости. Тој бил задржан во полициска станица за понатамошна постапка и ќе му биде изготвен поднесок по член 206 од кривичниот законник поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело, непостапување според здравствените прописи за време на епидемија. Ноќеска во 3 часот и 25 минути полициски службеници од одделот за организиран криминал лишиле од слобода 31 годишникот село Боговиње Тетовско, сопственик на угостителски објект во село Жеровјане Тетовско, во кој претходно била спроведена акцијска контрола. При тоа во неговата канцеларија бил пронајден пиштол без серијски број и 27 куршуми калибар 9 мм, како и 2 гасни пиштоли. По целосно документирање на случајот против него ќе биде поднесен соодветен поднесок. Вчера во 19 часот и 30 минути полициски службеници од Гостивар во село Здуње Гостиварско лишиле од слобода 37 годишник поради постоење основи на сомнение за недозволена трговија со дрога. При приведувањето тој агресивно се однесувал кон полициските службеници, а при извршен преглед кај него и при извршен претрес во неговиот дом била пронајдена марихуана. Тој бил задржан во полициска станица за понатамошна постапка, а по документирање на случајот ќе следува и поднесок. Фудбалската федерација на Македонија објави дека преодниот рок за трансфери во македонското првенство ќе започне на 15 јануари. Трансфер периодот за македонските екипи ќе трае од 15 јануари до 11 февруари, објави Фудбалската федерација на Македонија на својата веб страна. Во овој период екипите ќе може да ги засилат своите редови со нови фудбалери, додека прволигашите ќе може да ангажираат и странски играчи. Зимскиот преоден рок се однесува на сите екипи во машка и женска конкуренција. Иако преодниот рок официјално се уште не е започнат, екипите веќе започнаа да ги презентираат новите засилувања. Во последните денови од минатата 2020 година фудбалскиот клуб Тетек се пофали дека двајца младински репрезентативци го засилуваат клубот: Божидар Митревски од Силекс и Рино Рајдини од Кадино.
Слично беше и во таборот на Дрита од Боговиње, кои преку социјалните мрежи ги презентираа 5 нови засилувања. Станува збор за Дејан Лескаровски, Амир Јашар, Куштрим Таири и Шпента Сани од Вардар Форино, како и Валјон Зеќири од екипата на Тетекс. Во редовите на двата тетовски прволигаши се уште нема официјални засилувања, но познато е дека повремениот репрезентативец на Албанија Валјон Ахмедија напушти Шкендија и премина во шампионот на Белорусија Шахтер Солигорск, додека Ренова се ослободи од францускиот интернационалец Сулејман Кулибали. Во секој случај останува да видиме како ќе се засилат екипите од регионов, откако и официјално ќе започне зимскиот преоден рок на 15 јануари. Почитувани гледачи, тука е крајот на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието, имајте пријатен празничен викенд.